Во собранието почна дводневната расправа за реконструкцијата на владата, која што ќе опфати 8 министри. Расправата следи Јана Јосифовска, во живо ја вклучуваме во вестите, па Јана да чуеме како тече седницата и кога може да се очекува да бидат избрани новите членови на кабинетот на премиерот Мицкоски. За ова последно прашање, Борче, веројатно ќе треба да чекаме со оглед на тоа што спомена и ти дека пратениците согласно деловникот имаат рок од 2 дена всушност да ја исцрпат дебатата, што значи дека до утре, најдоцна до полноќ, треба да се гласа. Меѓутоа ќе видиме, вкупно има пријавено 32 пратеници за збор, што значи дека можно е дебатата денеска да заврши, а утре да продолжи, но секако за тоа ќе почекаме да видиме до крајот на денот. Инаку во моментов трае стандардната пауза во собранието, се очекува за брзо да продолжи дебатата на која што фактички сега во моментов се пратениците расправаат за точката за изборот на новите министри. Премиерот Христијан Мицкоски, кој ги образложи пред пратениците неговите предлози, кажа дека реконструкцијата на владата е со цел за да се донесе една нова енергија и ново темпо за уште поголема одговорност, како што посочи. Од собраниската говорница исто така порача дека предлага луѓе кои што доаѓаат иако со различни професионални искуства, но според него со иста обврска да работат честно, одговорно и во интерес на граѓаните. Предходно на седницата со мнозинство гласови беа разрешени министрите исто така на предлог на Мицкоски, како и двајца заменици кои што фактички влегуваат, односно се предложени во изборот за новите министри. Премиерот Мицкоски, говорејќи за реконструкцијата, кажа дека влада што не се преиспитува, како што рече, почнува да стагнира и според него крај на едно министерско место не е крај на нечија работа. Очекува од опозицијата да критикува, како што рече, неоправдано, а тие вели дека ќе докажат спротивното со бројки и со резултати. Го слушаме ставот на премиерот Христијан Мицкоски. Од првиот ден, кога ја преземавме одговорноста, кажав дека оваа влада нема да биде влада на комфорт, туку влада на резултати. Нема да биде влада во која функциите ќе се сметаат за стекнато право, туку за обврска, што секој ден повторно мора да се заслужува. Довербата што граѓаните ја дадоа пред нешто повеќе од 2 години не му припаѓа ниту на премиерот, ниту на министрите, ниту на било која политичка партија. Таа доверба им припаѓа единствено на граѓаните. Ние сме само привремени чувари на таа доверба. И затоа имаме обврска постојано да се преиспитуваме, да проценуваме дали можеме повеќе, дали можеме подобро, дали можеме побрзо. Влада што престанува да се преиспитува, почнува да стагнира, а влада што стагнира ја успорува и државата. За опозицијата пак ова, како што велат, реконструкција е чисто политичка и нема никаква суштина според нив. Оценуваат дека е увертира, како што велат, во предвремени парламентарни избори на пролет, односно критикуваат дека власта се подготвува за нив. Исто така од опозицијата сметаат дека власта на ваков начин прави спектакл, наместо да се занимава со реалните проблеми на граѓаните. Од власта пак очекувано ги бранат предлозите на премиерот Мицкоски и како што посочија, очекуваат новите кадри да бидат на висина на задачата. Во продолжение слушаме дел од дебатата. Еден збор кој што најдобро го опишува целиот процес, а тоа е зборот пазар. Значи, зборуваме за највулгарен политички пазар, кој што е една увертира и подготовка за предвремени избори. Имаме разрешување на министри, именување на министри, имаме разрешување на заменици министри, но немаме именување на заменици министри. Зошто? Затоа што очигледно пазарот со замениците министри внатре во владеачката коалиција уште не е завршен. Зошто ако сметате дека ова е пазар и непринципиелен подолба на колачот, вие учествувавте на исти таков начин во локалната власт. Бидејќи нели вие сте Че Гевара во некоја си авангарда во државата, зошто тогаш не сте ги одбивале за време на локалната власт кога ја делевте заедно со Данела Арсовска? До пред
паузата од СДСМ досега единствено зборуваше пратеничката Бисера Костадиновска Стојчевска, која е и екс-министерка за култура. Таа испрати низа критики за досегашната работа на министерот Зоран Љутков и, како што рече, лошите состојби во кои што го оставил неговиот ресор. Пратениците од владеачкото мнозинство пак со контраобвинување за нејзината работа кога таа била министерка. Ги слушаме и овие изјави. 2 години имавме министер актер, кој навистина треба да признаеме дека многу добро ги одглуми овие 2 години. 2 години лажеше наоколу за колективниот договор. Ја лажеше владата каде што седеше за неговата важност, го лажеше синдикатот на култура, ги лажеше и културните работници. Ветуваше поголем буџет, ама не кажа зошто. Не е културата секој летен се ново министерче. Културата е многу сериозна работа и културата бара посветеност и анализа. Се ова што го кажувате вие се практично проблеми наследени од ваше време, кои што сега падна на нас да го решава. Министрите се менуваат, секој остава свој белег. Ние успеавме во овие кратки 2 години да решиме многу проблеми кои што вие ги оставивте. Инаку во гласањето за разрешување на досегашните министри беше евидентно дека најголем број гласови за да замине од Министерството за односи меѓу заедниците имаше Иван Стојковиќ, дури 95 пратеници гласа за, додека пак за Азир Алиу од здравство имаше најмалку гласови, 80 за, но и 3 против и воздржани. За крај само да кажам дека Мицкоски ги предлага Сашо Клековски како нов министер за здравство, Ѓоко Велковски за социјална политика, додека од вреди се 8 Јетон Шасивари во правда, се номинирани и Седат Сулејмани во култура и Агон Ферати за односи меѓу заедниците. Иван Стојковиќ е планирано да го преземе Министерството за локална самоуправа, Борче Серафимовски од ЗНАМ со земјоделство. 8-миот нов член на владата е предвидено да биде Ерџан Демир како министер без ресор. Тоа се засега сите детали од тука, секако дебатата продолжува и попладнево. Нови информации ќе имаме во вестите во 18 часот. Така е, ти благодарам. Јана Јосиповска за дискусијата во собранието околу реконструкцијата на владата.